Разликата помеѓу овие две методологии е тоа што во оваа методологија што е сега на сила нема дефинирано критериуми за тоа што значи избалансирано известување 80 дена пред избори и начинот на оценување дали некој медиум ќе известува избалансирано или не се остава на волја на членовите на ад хок комисијата. Тоа ги става во малку незавидна положба медиумите, бидејќи не постојат правила кои што за жал во претходната методологија што бараа партиите да укинеме беа дефинирани, медиумите има јасна представа, ги знаеа правилата и знаеа како треба да се однесуваат. Со ваквиот договор во најтешка положба се ставени медиумите, бидејќи за овие 80 дена во делот на избалансираноста не постојат критериуми. За време на изборната кампања принципот за избалансираност е законски утврден и во тој период ниту агенцијата, ниту ад хок телото нема да има проблем да дефинира кои медиуми известувале, односно не известувале избалансирано. Буквално со медиумите секојдневна комуникација и соработка, мислам дека ја имаат сватено тежината на задачата која што ја имаат во овој специфичен период на сериозна политичка криза и се надевам дека ќе одговорат на овој сериозен момент со квалитетно известување, почитувајќи ги професионалните новинарски стандарди. Ние мониторингот почнавме да го правиме, премногу е мал периодот, кусе периодот сега за да извлекуваме заклучоци како се однесуваат медиумите, меѓутоа гледајќи ги првите денови од кога почнаа да се бројат 100 дена од саботата, гледаме сериозни позитивни поместувања кај сите медиуми во однос на начинот на известување.